Емил Јакимовски, кој последниве неколку денови актуелен во јавноста со заканите уцените на вредите кон новинари за работ и отказ. Ова одлука ја донела директорката на Централниот регистар Марија Бошковска-Јанковски. Таа за Алфа вели по нејзино барање се давала дисциплинската комисија и донесена била одлука за престанок на работниот однос поради прекршување на кодексот од однесување. Јакимовски последниве денови континуирано испраќаше закани, како и пораки полни со невистини, пцости и вулгарности кон главната одговорна уредничка на Алфа ТВ Искра Коровешовска и новинарката Мири Јордановска. Не го чувал угледот на работодавачот и не се воздржувал од постапки кои со оглед на природата на работата што ја врши се штетни или ги повредуваат интересите на работодавачот. Професионално не се однесувал спрема другите вработени и странките, не ја респектирал хиерархијата и не се однесувал согласно кодексот на однесување на работодавачот и пропишаните правила за ред и дисциплина кај работодавачот. Покри вулгарностите за двете новинарки, токму директорката на Централниот регистар доста често е цел на напади од страна Јакимовски, кој вели дека таа ќе заврши во затвор. Бошковска-Јанковски за Алфа вели во граѓанска постапка пред судот сега веќе нејзинот пронешен вработен ќе требало да докаже на што ги темели напишаните зборови. За тие негови напади јас веќе подготвувам приватна тужба, бидејќи тоа се клевети и навреди кон моја страна. Заканите уцените на вредите во полиција ги пријавија и Коровешовски и Јордановска. ССНМ и ЗНМ бараат измени во кривичниот законник, со кој напад врз новинари и медиумски работници ќе се третира како напад врз службено лице. Техничкиот министер за внатрешни работи Наки Чулев за Алфа најави дека во наредните денови од негова страна ќе биде преземено се за расчистување на сите случаи на насилство кон новинари. Министерството за внатрешни работи сакам да потенцирам дека нуди целосна соработка и поддршка во сите овакви случаи на насилство врз медиумските работници со цел превенирање на слични закани и други форми на насилство во иднина. Јас лично како министер за внатрешни работи стојам на располагање на медиумските работници со цел нивна заштита. Јакимовски остана без работа, новинарките го пријавија во полиција, а сега обвинителството е тоа кој ќе треба да ги прошушла заканите, уцените на вредите, а кон еден новинар никако не смее да мине без санкции.